Миле Петков. Виница, помала општина, источниот регион, но прилично и таму предизвици. Знаеме дека, односно, не знаеме дека нешто се реализирало, знаеме дека ништо не се реализирало изминатите 4 години. Во каква состојба вие затекнавте општината? Добар ден и поздрав до сите присутни. Кога стапив на функцијата градоначалник на општина Виница, ја затекнав општината со вкупен долг од околу 55 милиони денари и буквално празна каса. Во овој период од една година, поради економската и енергетската криза, бевме постојано под притисок од доверителите за наплата на своите побарувања. И покрај сите тешкоти кои што ги имавме, сепак успеавме за една година да го намалиме долгот на општината за 8 милиони денари и покрај тоа да реализираме голем број на проекти од програмата со која што настапивме на локалните избори и ја добивме поддршката од граѓаните. Покрај тоа наследивме и презадолжено јавно комунално претпријатие во износ од 23 милиони денари и во многу тешка состојба. Голем хендикеп во првата година од нашиот мандат беше фактот што немавме оставено проекти со кои што би можеле веднаш да пристапиме кон нивна реализација. И затоа во овој период искористивме максимално да се посветиме кон изработка на проекти со кои што некои веќе се реализирани, некои се во фаза на реализација, додека останатите ќе бидат реализирани во наредниот период. Во првата година од нашиот мандат реализиравме голем број на проекти буквално од сите области. Значи, од комунална и сообраќајна инфраструктура, проекти за заштита на животна средина, проекти од областа на културата, спортот и образованието, од областа на противпожарната заштита, како и поддршка на граѓани и невладини организации. Од областа на сообраќајната инфраструктура имаме реализирано изградба на улици и реконструкција на улици во Виница и населените места. Тоа е изградба на улица во село Градец и реконструкција на 2 улици во градот Виница. Имаме склучен договор за поклучување на улици и тротоари во Виница и населените места во вредност од 4,5 милиони денари и веќе е завршена реконструкција на тротоари на 2 улици во Виница, во село Јакимово и поклучување на улица во село Истивања, додека во наредниот период ќе продолжиме со поклучување на улици во село Истивања и другите населени места. Исто така имаме изготвено комплетно техничка документација за изградба и реконструкција на 3 улици во Виница и 4 улици по населените места, додека во фаза на реализација е изработка на техничка документација за поклучување, за изградба и реконструкција на 5 улици во градот Виница и 3 улици во населените места. Во делот на водоводната и канализационата мрежа имаме реализирано проекти и тоа доградба на филтер станицата за вода во Виница, потоа реконструкција на водоводната мрежа во село Блатец, реконструкција на водоводната мрежа на 3 улици во Виница, додека во наредниот период планираме да се изврши реконструкција на водоводната мрежа уште на 3 улици во Виница, за кои што веќе имаме обезбедено финансиски средства. Во делот на проектите за заштита на животна средина имаме реализирано дорегулација на речното корито на Градечка река и санација на депонијата кај село Лески, која што за прв пат е третирана на природен начин. Извршено е комплетно чистење и дислокација на депонијата кај село Блатец, додека во наредниот период ќе продолжи дислокација и другите депонии на територијата на општина Виница. Во делот на противпожарната заштита, после подолг временски период, обезбедивме донација на современо противпожарно возило, додека во преговори сме за донација и на современо навално возило, со што ќе се комплетира возниот парк на територијалната противпожарна единица во Виница. Исто така, особено внимание посветуваме на урбанизмот и досега забрзавме постапката за веќе започнатите урбанистички планови, додека имаме започната постапка за изработка на детални урбанистички планови во градот Виница и урбанистички планови за селата Истивања, Блатец, Трстино, Лаки, Лески и Градец. И исто така имаме започнала постапка за изработка на урбанистички план во населено место за изградба на индустријска зона за мало стопанство.
Исто така од областта на образованието имamo реализирани проекти, реконструкција и опремување на сензорна соба во детската градинка Гоце Делчев. Исто така имаме реконструкција и опремување на средното општинско училиште и основните училишта на територијата на општина Виница. Исто така имаме изработено и голем број на проектни документации со кои што планираме да аплицираме до домашни меѓународни фондови. Значи, тоа е техничка документација за реконструкција на градскиот стадион и осветлување на градскиот парк, а во тек на реализација и изработка на техничка документација за реконструкција на главниот колектор за фекална канализација и поврзување на канализацијата во Виница и селата Истигања, Јакимово, Градец и Лески на пречистителна станица за отпадни води во село Виница. Исто така имаме изработка на техничка документација за изградба на атмосферска канализација на најфреквентните сообраќајници во градот Виница. Потоа имаме техничка документација за регулација на кајанешки дол во село Истивања, за изградба на пречистителна станица за отпадни води во село Блатец и определување на заштитни зони околу водоснабдителни системи во село Блатец. Исто така посветуваме големо внимание на културата и спортот. И од буџетот на општина Виница има обезбедено средства по поддршка на меѓународниот фолклорен фестивал Истибанско здравоживо, потоа за фестивалот на хумор и сатира in Виница Веритас, потоа поддршка за празникот на градот Павловден, како и за ослободувањето на градот Виница 30 јавни, како и поддршка на други културни друштва. Во делот на спортот исто така имаме ова година од буџетот на општина Виница имаме одвоено средства во износ од 3,5 милиони денари за поддршка на фудбалскиот клуб Слога, потоа за Чупино трейл, за организација на меѓународни планински трки и за младите кикбоксери од клубот Лидер Дуке, кои што постојано освојуваат награди на домашни и меѓународни надпревари.